Избори на 12 април спикерот ги распиша предвремените парламентарни избори веднаш откако собранието вчера ја усвои одлуката за распуштање. Лидерите се решија да го вратат мандатот кај вас. Обврска е на институциите да обезбедат услови за спроведување на фер, слободни и демократски избори. Апелирам до сите учесници на овој изборен процес, политичките партии, партиски активисти и членови на избирачките одбори и општинските изборни комисии и најважно од се до вас, медиумите, да бидат на висина на својата задача. На оваа одлука и претходеше тензичен викенд во кој беа усвоени неколку закони клучни за членството во НАТО и ЕУ интеграцијата, како Законот за јавно обвинителство, Законот за Советот на јавни обвинители, Законот за одбрана. На завршувањето со работа на овој 9-ти парламентарен состав, американската амбасадорка во писмена изјава го поздрави напредокот направен во изминатите 3 години. Ратификацијата на Северноатлантскиот договор, ратификацијата и имплементирањето на Преспанскиот и договорот за добрососедство со Бугарија, Законот за јавно обвинителство, Законот за оперативно-техничката агенција, Законот за јазиците. Овие постигнувања покажуваат посветеноста на Северна Македонија на реформската агенда за доброто на незините граѓани и за обезбедување на незината трансатлантска иднина, се вели во изјавата на Кейт Бърнс. Фактот дека меѓународната заедница го поздрави усвојувањето на пакетот закони не ги спречи власта и опозицијата да продолжат со меѓусебните обвинувања, што значи носењето на Законот за јавно обвинителство и на Законот за Советот на обвинители. Законот гарантира независен правосуден систем, но и одговорност и казнивост за сите што прекршиле закон. Нашите правни експерти, правниот тим на ВМРО ДПМН разгледува секакви можности. Веднаш што излезат со својата анализа, ќе се поднесат и представки до соодветните институции. По распишувањето на изборите, Државната изборна комисија го усвои руковникот за спроведување на предвремените избори кој предвидува увид во избирачкиот список до 11 март, поднесување на кандидатските листи до 12 март, почеток на кампањата од 23 март. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.